Ајде да зборуваме за нешто. Во дигиталниот свет, одбраната од сајбер напади, па тоа е како да се борите против некој невидлив непријател. Ама што се случува ако секој бранител зборува сосема различен јазик? Епа денес ќе го отвориме прирачникот што го создаде MIT, токму за да го обедини целиот овој свет на сајбер безбедноста. Замислете го ова. Тим пожарникари стигнува на огромен пожар, ама едниот вика дај вода, другиот пушти го тоа течното, третиот има трет збор, хаос, нели? Токму таков хаос владееше во сајбер безбедноста. Еден тим ќе го нарече нападот тигар, друг фенси мечка. Без заеднички јазик, заедничка одбрана беше буквално невозможна. И тука влезе Мајтер за да го реши токму тој проблем. И еве кој стапува на сцена. MIT. Ова не е некоја корпорација, туку непрофитна организација со една многу јасна мисија – да решава проблеми за да го направи светот побезбеден. Тие влегоа во сајбер безбедноста како некој светилник во густа магла. Целта – да го претворат тој хаос во ред и да ни дадат алатки со кои конечно ќе можеме да соработуваме. Добро, ајде да почнеме со првата и веројатно најпознатата алатка од нивниот арсенал – ATTK. И ова, да бидеме јасни, не е само некаква си рамка, ова е вистинска револуција во начинот на кој зборуваме за сајбер нападите. Замислете го како универзален речник за сите можни тактики на дигиталните лоши момци. Еве ја официјалната дефиниција, ама ајде да ја разложиме. Најважните два дела тука се база на знаење и наблюдување од реалниот свет. Што значи тоа? Тоа значи дека ATTC не е некоја теоретска академска вежба. Не, ова е жива, дишечка енциклопедија на напади што се случуваат токму сега, изградена врз цврсти докази од вистински инциденти. А како почна сето ова? Па приказната почнува во 2013-та, со еден релативно мал внатрешен експеримент. Ама од тие скромни почетоци, ATTNSEC буквално експлодираше. Денес не зборуваме само за Windows, зборуваме за macOS, за Linux, за клауд средини, па други и за индустријски контролни системи. Практично, покрива се што има чип во семе. И сега прашањето е, како Митре успеа да го организира целиот тој хаос од информации? Одговорот е елегантно едноставен и се крие во 3 букви – ТТП – тактики, техники и процедури. Запаметете го ова, затоа што ова е златната тријада што го држи целиот ATNC-ACTK универзум на купче. Ајде да почнеме со првото Т – тактика. Најлесно е да се замисли како крајната цел на еден крадец. Што сака да постигне? Дали сака да влезе во куќата или можеби да го пробие сефот? Тоа е големата слика. Или како што би рекле ние во сајбер безбедноста, тоа е заштото за целиот напад. Добро, ако тактиката е заштото, тогаш техниката е какото. Значи, ако крадецот сака да влезе во куќата, како ќе го направи тоа? Дали ќе скрши прозорец, ќе обие бравата или пак ќе се преправа дека е доставувач? Преведено во дигиталниот свет, тоа би било дали користи фишинг имейл или можеби искористува некоја софтверска грешка. И конечно стигнуваме до процедурата. Ова се веќе ситните, фини детали. Кој точно тип на алатка за убивање ја користел крадецот? Кој конкретен малвер бил испратен во тој фишинг имейл? Ова се оние форензички траги што ги оставаат напаѓачите зад себе. Спецификите што ги откриваат аналитичарите кога го истражуваат инцидентот. Значи, сега ја знаеме теоријата. Јасно ни е што се TTP. Ама вистинската магија на ATNC не е во тоа што е, туку во тоа што можеме да направиме со него. Ајде сега да видиме како целата оваа база на знаење се претвора во вистински функционален штит за одбрана. Во самото срце на ATTNTIC се наоѓа нешто што се вика матрица. Најдобро е да се замисли како една огромна табела. Колоните во табелата се тактиките, например првичен пристап или крадење податоци. А под секоја таква колона се наведени сите познати техники за да се постигне таа цел. Тоа е буквално мапа на сите можни потези што може да ги направи еден напаѓач. Ајде да видиме еден пример во акција, за да биде појасно. Тактиката е извидување, значи напаѓачот сака да ја испита својата цел. Техниката што ја избира е активно сканирање. Директно испраќа барања до системите за да види што има таму. И на крај, подтехниката е сканирање на ранливости, каде што конкретно бара познати слабости. Гледате како се движиме од општото кон специфичното? Совршено логично. Сега, кој воопшто го користи ова?
Подговорот е скоро сите во сајбербезбедноста. Тимовите за разузнавање го користат за да креираат детални профили на хакерски групи. Аналитичарите во безбедносните центри, така наречените соколи, го користат за да разберат што точно значат сите тие аларми што им се појавуваат. А добрите хакери, ред тимовите, го користат како прирачник за да ги тестираат одбраните на една компанија. Буквално швајцарски нож за сајбербезбедност. Добро, досега зборувавме главно за напаѓачите. Ја мапиравме нивната игра, ги видовме нивните потези. Ама знаењето е бескорисно ако не го претвориме во акција, нели? Затоа, сега е време да ја свртиме страницата. Ајде да видиме како бранителите го користат овој прирачник за да го изградат својот одбранбен арсенал. Значи вака, го имаме прирачникот на напаѓачот. Го знаеме речиси секој нивен можен потек. Но, тоа е исто како да ги имате плановите на противничкиот тим, а да немате своја стратегија за одбрана. Не е доволно. Затоа, клучното прашање е како го преведуваме сето тоа знаење за нападот во конкретни, практични чекори за одбрана. Епа одговорот лежи во комплетирање на едно моќно трио. AT&T, како што видовме, не го дава што прават напаѓачите. Но MIT создаде уште две рамки за да одговори на следните логични прашања. Прво, SAR или Cyber Analytics Repository, кој ни кажува како можеме да ги откриеме. И второ, DTrefend, кој ни го дава одговорот на како можеме да ги спречиме. Што, како да откриеме и како да спречиме. Комплетен циклус. Ајде накратко да го разложиме CAR. Замислите го како книга со рецепти за детективи. За секоја лоша техника опишана во AT&T, CAR ви дава точен рецепт, или во овој случај аналитика, за тоа како да ја пронајдете во вашата мрежа. Дури ви дава готови команди, што можете само да ги копирате во вашите безбедносни алатки. Неверојатно практично. И на крај го имаме Defend. Аналогијата е совршена. Ако AT&CK е енциклопедија на напади, тогаш Defend е енциклопедија на одбрани. За секој напад што е описан во AT&CK, Defend ви нуди цела листа на контрапотези и одбранбени тактики за да го блокирате. Тоа е совршениот пандан, спротивната страна на паричката. Еве еден совршен, конкретен пример за тоа како функционираат заедно. Да речеме, напаѓачот користи ATT-ACK техника наречена credential dumping, за да ги украде сите лозинки од еден систем. Што нуди D3Defend како одговор? Контрамерка наречена ротација на ингеренции. Логиката е едноставна. Редовно менувајте ги лозинките, па дури ако напаѓачот ги украде, тие многу брзо стануваат неупотребливи. Директен одговор на конкретна закана. И кога ќе ги споите сите овие три елементи, ATT-K, CAR и DTrefend, добивате нешто многу повеќе од обичен збир на алатки. Добивате комплетен, затворен круг на одбрана. Почнувате од разбирање на заканата, продолжувате со нејзино откривање и завршувате со нејзино целосно неутрализирање. Токму тоа е вистинска одбрана информирана од закани. И приказната воопшто не завршува тука. Мајтер е како жив организам. Постојано расте, постојано се развива. Веќе има нови проекти како Engage, кој се фокусира на тоа како да се стапи во интеракција со нападачите, па дури и Атлас, кој се занимава со заканите во новиот свет на вештачката интелигенција. Иновацијата, едноставно, никогаш не престанува. И така, го имаме прирачникот за денешните битки. Сега имаме мапа. Знаеме како изгледаат заканите денес. Но целата филозофија на Митре не остава со едно клучно, на вистина провокативно прашање за размислување. Како ја користиме оваа мапа на сегашноста за да изградиме тврдина против заканите на еднината? Оние закани што се уште не сме ги виделе. Тоа е предизвикот што останува пред сите нас.